Со поростот на температурите се зголемува и ризикот од заболувања што се пренесуваат преку загадена храна и вода. Сега е период кога е потребно особено внимание за заштита и превенција од летни инфекции. Во овој период летните инфекции се доста актуелни, затоа потребно е најнапред термички да биде добро обработена храната што ќе се јаде, да се чува во фрижидер, да не биде на долг период надвор на собна температура, да се пие доволно течности и вода, храната која што ќе се обработува секогаш да биде доволно термички обработена. Кои заболувања сега се актуелни и кои се симптомите? Најчесто станува збор за цревни инфекции, предизвикани од бактерии или вируси. Од вирусите најчесто можеме да ги издвоиме ротавирус, аденовирус, додека пак од бактериските најчесто станува збор за салмонела или кампулобактер. Како симптоми најчесто може да се јават обилни повраќања, проливи, може да дојде до треска, покачена температура, може да дојде до болки и грчеви во стомакот, знаци на дехидратација. Во случај на симптоми, важно е веднаш да се побара лекарска помош и да не се земаат лекарства на своја рака. Ние препорачуваме, пред се да се примат витамини, може да се земе пробиотик на своја рака и доволна количина на течност и вода. Во случај доколку се влошуваат здравствените состојби, да се јават кај матичен лекар. Лекарите предупредуваат дека најчести причинители за летните инфекции се бактерии, вируси, паразити и нивните токсини, кои најлесно се шират преку неправилно подготвена или чувана храна, небезбедна вода, нечисти раце и лоша хигиена. Подготвената храна не треба да стои на собна температура повеќе од 2 часа, а при температура над 32 степени не повеќе од 1 час.